Искрчени излози, уништен инвентар, запалени возила. Вака изгледаат делови од Париз по синокешните судири меѓу навивачите на ПСЖ и полицијата по победата на францускиот представник во финалето на Лигата на шампиони на УЕФА. Ноќта беше бурна во градот на светлината, но грдата слика што ја остави зад себе хаосот низ улиците, ги затече граѓаните кои го осудија дивењето. C'est un scandale. C'est malheureux à voir. Parce que lundi matin, quand on va ouvrir les boutiques, ils ne pourront pas travailler, les gens. Grâce à des gens qui font n'importe quoi, des jeunes qui sont là que pour casser. Прославата почна со палење огномети димни факели, заврши со солзавеси, пендреци. Повредени се десетина навивачи, како и 6 полициски службеници. Над 400 лица се приведени во судирите меѓу навивачите на ПСЖ и полицијата, и покрај илјадниците ангажирани полицајци, штетите во Париз се евидентни. Нарушен беше јавниот превоз, како и автобускиот и железничкиот сообраќај. La situation a été globalement sous contrôle. On a eu évidemment des débordements que vous avez toutes et tous notés, qui ont entraîné des troubles à l'ordre public, voire des violences urbaines, mais qui ont systématiquement été pris en compte par les forces de l'ordre. Systématiquement, il y a eu une réponse policière qui a été mise en place. Осуда на насилствата дојде и од поранешната претседателска кандидатка Марин Ле Пен. Само во Франција победа на еден фудбалски клуб може да предизвика нереди. Само во Франција сите чувствуваат потреба да се заклучат во своите домови во вечерта на победата, за да избегнат насилство. Инциденти во Париз имаше и лани по убедливата победа на светците на Тинтер, кои завршија со смртни последици. Тогаш загинаа 2 лица, од кои едното беше 17 годишно момче. Екипата на ПСЖ синоќа ја одбрани титулата во фудбалската лига на шампиони, дури по подобро изведување пенали во финалето против Арсенал во Будимпешта. Фудбалерите на ПСЖ попладнево се очекуваат во Париз. Најавено е нивно учество во победничка парада во близина на Ефеловата кула, а ќе бидат примени и од францускиот претседател Емануел Макрон.